Вашингтонова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама заминува за Ријад, прва станица на неговата 5-дневна турнеја низ Блискиот Исток и Европа. Утре ќе има приватна вечера со кралот на Саудиска Арабија, Абдула, а во четврток на Универзитетот во Каиро, Египет, ќе има обраќање до муслиманскиот свет, кои се очекувањата од овој говор веднаш на почетокот на емисијата. Во југоисточниот дел на сојузната држава Мичиган живее најголемата муслиманска заедница во САД, 300.000 арапски американци. Фейс Саад од Арапско-американскиот национален музеј вели Деарборн, предградија на Детройт, го викаат Мал Бейрут, иако има и ирачани, палестинци и јеменци. Таа се надева дека Обама ќе го обнови она што таа смета дека е чувство на фер постапување спрема палестинците и Либан. Наши американски бомби го убија дедо ми. Ако Америка продолжи да дава бомби и муниција на Израел за демолирање на арапските држави, тоа не е фер. Анан Амери, палестинска американка, е директор на музејот. Нејзините надежи се дека говорот на Обама ќе биде прв чекор за воспоставување на траен мир меѓу Израел и Палестина, како што ги нарекува палестинските територии. Осама Сиблани е издавач на весникот на Арапско-американската заедница во Деарборн. Тој вели дека председателот треба да побара помош во самите Соединети американски држави за реализирање на мировната иницијатива. Тој силно верува во председателот Џими Картер и во арапските американци. Некои арапски американци живеат во Калифорнија. Калеб Сулейман има големи очекувања од говорот на Обама. Well, what I expect from him in Cairo that he will deliver a message of hope. Очекувам дека ќе пренесе порака на надеж и дека ќе го промени имиджот на САД, создаден последниве 8 години, вели тој. А од другите вести, бразилската авиација соопшти дека екипи кои трагаат по исчезнатиот авион на Air France забележале седишта, нафта и метални делови на околу 650 километри од крајбрежјето на Бразил во јужниот дел од Атлантскиот океан. Авионот пренесувал 228 лица, а исчезна вчера во раните утрински часови, околу 4 часа откако полета од аеродромот во Рио де Жанеиро за Париз. Сонја Сотомајор. Номинацијата на председателот за Врховниот суд денес прави обиколка на Капитол Хил, каде се среќава со сенатори пред нејзиното сослушување за потврдување на функцијата. Сотомајор, што би била првата жена од латиноамериканско потекло во Врховниот суд на САД, пред овие средби одговараше и на прашалник од 10 страници, што ја го достави Комисијата за правосудство минатата недела, со многу детали за нејзиниот живот, кариера и јавни изјави. General Motors вчера поднесе барање за банкротирање, но председателот Барак Обама вели дека ова е чекор кон оживување на автопроизводителот. Што ова значи од следниот прилог? Некогаш најголемиот производител на автомобили General Motors вчера стана најголемата компанија во американската индустрија што банкротирала со долг од 172 милиарди долари и помалку од 83 милиарди долари во имот. Извршниот директор на GM Фриц Хендерсон кажа дека реструктурирањето е свеж почеток за 100 години старата компанија. The new GM will have a significantly stronger and healthier balance sheet. Новиот GM ќе биде посилен и поздрав и ќе овозможи подобра поддршка за производите преку инвестиции и нова технологија. Да обезбеди профитабилност на GM, владата вети дополнителни 30 милиарди долари, покрај 19 милиарди што веќе ги даде на компанијата. Во Белата куќа председателот Обама вака е објасни целта на владината интервенција. Накусо, наша цел е да го поставиме GM повторно на нози. Нема да се мешаме во неговата работа и брзо ќе излеземе од таму. Забелешките на председателот дојдоа во време кога Крајслер се подготвува да излезе од двомесечна реорганизација. Во неделата судот ја одобри продажбата на имотот на Крајслер на италијански Фиат. На продажните места на производите на GM, вчерашниот ден означи крај на една ера. И додека GM инсистира дека за компанијата следат подобри денови, Обама предупредува дека предстојат поголеми жртвувања, затворање на уште 12 фабрики, што ќе значи уште 20.000 работници без работа.
На туристите повторно ќе им биде дозволено да одат до круната на статуата на слободата во Њујорк, каде што има мала платформа за наблюдување. Овој дел беше затворен за посетители од терористичките напади во 2001 година. Во следниот прилог ве водиме таму. Статуата на слободата е една од најпрепознатливите статуи во светот. Се смета за символ на надеж за имигранти кои повеќе од еден век минувале низ Њујорк во потрага по подобар живот. Но секако е и голема туристичка атракција. По нападите врз светскиот трговски центар во 2001, мал дел од оваа структура, незината круна, не беше достапен за посетителите. Дарен Бок од Одделот за национални паркови раководи со службата за одржување на статуата на слободата. На роденденот на Соединетите Американски држави на 4 јули 2009, по пауза од 8 години, срекни сме што можеме повторно да ја понудиме на користење круната на статуата на слободата. Но качувањето до врвот не е за сите. Прво, посетителите треба да искачат преку 200 скали низ центарот на статуата. Штом ке стигнат до целта, тесно е и видикот е ограничен. Но многуми направат резервации однапред, за да си обезбедат место од каде најдобро ќе уживаат во гледката. Дарен Бок вели дека постојано добиваат телефонски повици и електронски пораки, токму со барање од луѓе кои сакаат да бидат меѓу првите кои ќе се искачат до врвот на статуата. Сепак, бројот на оние кои ќе можат да го сторат тоа ќе биде ограничен. Капацитетот за дневна посета на круната е само околу 150 посетители. Само за споредба, островот Елис на устието на реката Хадсон и Њујоршкото пристаниште, каде се наоѓа статуата на слободата, годишно го посетуваат 3,6 милиони лица. Островот од 1892 до 1954 бил еден од главните порти за влез на имигрантите во САД. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.